На скала од 1 до 10, македонските пратеници во 2025 добиле оценка 5,7 за начинот на кој зборуваат на собраниската говорница. Оценката се однесува на тоа колку нивните излагања биле аргументирани, а колку содржале лични напади, квалификации или популизам. Иако станува збор за средна оценка, таа сепак е повисока во однос на претходните 5 години. Ова го покажува истражувањето на Институтот за демократија Societas Civilis, спроведено во рамките на програмата за поддршка на собранието на швајцарската амбасада и НДА. Во споредба со 2024 се забележува подобрување, особено преку повисокиот удел на аргументиран говор и помалиот удел на говори без аргументација. Што констатираме ние, видено од подолниот слайд доле, дека ниското ниво на аргументација во репликите и контрарепликите ја бутка целокупната оценка генерално. Класично и разбирливо позицијата секогаш повеќе има настапи и тоа го мериме. 63% од настапите се на опозиционите пратеници, 37% се од владата, од власта, пратениците на власта. Граѓаните пак се почесто бараат директна комуникација со пратениците преку електронското закажување на веб страницата на собранието. Реализирани се околу 700 средби со пратеници од нивните изборни единици. Најголем дел од средбите се однесувале на барања за вработување. Но интересно е што граѓаните избегнувале средби со пратеници од партии на кои не им се симпатизери. Најчесто теми кога станува збор за работа и работен однос можете да претпоставите, тоа се теми за вработување, но можете да видите дека има иницијативи за транспорт, инфраструктура, за социјални услуги, за финансирање и буџет и така натаму. Толку се поделени граѓаните во однос на политичката припадност да просто не се осмелуваат да влезат во канцеларијата на друг пратеник, бидејќи ќе бидат прецепирани како да припаѓаат одредена политичка партија. Истражувањето за нивото на дебата во парламентот се спроведува веќе 12 години. Во тој период, македонските пратеници никогаш не успеале да добијат оценка повисока од 5 за начинот на јавно обраќање. Катерина Нешкова, Сител телевизија.